Бизнис секторот се подготвува во целост да ги имплементира европските стандарди со цел да ја задржи конкурентноста на пазарот во Европската унија и по 2030 година. Еден по еден условите и стандардите за квалитет се исполнуваат, но допрва предстојат предизвикувачките, пред се во делот на така наречената зелена транзиција и стандардите за одржливост. Македонските стопанственици велат дека во моментов критериумите за квалитет се исполнуваат, а тоа го подкрепуваат со фактот дека дури 75% од своето производство за извоз го продаваат во Европа. Ние се адаптираме на стандардите и сме конкурентни за тие пазари. Меѓутоа, еве се случува со проблемите што ги имаме, како пристапот на транспортерите, кои еве, како што спомна претходно заменик председател, дека го решија сега за сега. Меѓутоа, за бизнисот е неопходно да Македонија биде што поскоро интегрирана во Европската унија како полноправна членка. Во целиот процес стопанствениците не се оставени сами. Владата и Стопанската комора активно се фокусирани на поддршка за поефикасно да се одговори на предизвиците. Во таа насока силна улога игра и бизнис клубот во Стопанската комора, кои активно им помагаат на компаниите. Во рамки на таа декарбонизација и во сите реперкусии кои следат во наредниот период, активно се вклучени дел од комората, меѓутоа и владата. Очекуваме и поголем пристап и поголема соработка во иднина во рамки на соработката комора-влада со цел и адресирање на други прашања кои се битни за пристапувањето кон Европската унија и последиците од тоа како е спрема компаниите од Македонија. Но за целосно исполнување на обврските за намалување на отпечатокот од карбон диоксид и обезбедување мерливи и проверливи информации, потребно е усогласување на сметководствените извештаи според истиот стандард. За таа цел Институтот за сметководство организира низ обуки, пренесувајќи ги најновите практики. ESG известувањето ќе биде бенефит за сите, бидејќи тоа е дел од новиот екосистем. Они ќе допринесат, односно ќе имаат бенефит со тоа што сами ќе го применат тоа што е светска пракса најдобра. Секој што работи интернационално сака да биде во чекор со промените кои што се во светот. Така да они секако ќе имаат бенефит. За поголема транспарентност активно е вклучено и Министерството за дигитална трансформација, каде преку порталот услуги.gov.mk веќе започнува да се објавуваат дел од извештаите, потврди министерот Стефан Андоновски. Како министерство исклучително добро соработуваме со институтот. Тие се поврзани на платформата за интероперабилност и на националниот портал услуги.gov.mk. Институтот отиде и чекор понатаму, креираше и сопствени услуги кои што ги нуди на своите клиенти и корисници, кои што се достапни на националниот портал услуги.gov.mk. Сметководителите веќе се обучуваат и за користење на дигиталните алатки. Во целиот Синџир ќе се вклучи и Државниот завод за статистика, каде дигитално ќе се праќаат финансиските извештаи во завршните сметки и ќе бидат јавно достапни.